Глобалниот фонд си оди од државата, финансирањето на програмите за намалување на штети од дрога и ХИВ виси на конец. Во иднина ваквите проекти за борба против инфекции, болести и смртност или ќе се намалат или воопшто ќе ги нема, алармираат невладините организации. Минатата година се соочивме со огромно кратење на буџетот за ХИВ. Кратењето на буџетот за ХИВ значи кратење на сите програми за превенција. Исто така неизвестно е колку ќе има понатаму пари за антиретровирусна терапија. Ова значи дека околу 15.000 припадници на ранливите групи е можно да останат без услугите и поддршката на овие програми. Единствена надеж на невладиниот сектор е дека по заминување на глобалниот фонд финансиска поддршка ќе добијат од државата. Владата пред глобалниот фонд се обврзала дека ќе го превземе финансирањето на овие програми. Така што ние се надеваме дека ќе се промени ситуацијата и дека овие програми ќе продолжат да се финансираат во истиот обем како што до сега. Освен ова, тие ќе бараат поддршка и од локалните самоуправи. Во Штип има локална организација која што работи намалување на штети и локалната самоуправа би можела да во одреден дел да ја финансира таа организација. Затоа што претпоставувам никој од нас не сака да не се случи епидемија на ХИВ, да имаме повеќе случаи, да нема кој да ги детектира понатаму, ниту па да има понатаму пари за терапија. Инаку глобалниот фонд е финансиска институција чија цел е да се ублажи влијанието од ХИВ, сида, туберкулоза и маларија во земјите каде тоа е потребно. Во Македонија тие беа присутни од 2004 година, а финалниот грант им заврши во декември 2016.